Сакам малку да ја објаснам ова двегодишна развојна програма на општина Прилеп што треба да ја реализираме од 2020 и 2021 година. Да започнам со делот од годинашната програма, третиот проект, имено Булеварот, кој што беше едногодишна програма и ја преместивме да биде двогодишна програма, пошто гледаме и видовме дека не може да ја реализираме, да го реализираме Булеварот оваа година. Дел од средствата, околу 36 милиони и 600 илјади денари ќе бидат во развојната програма за 2020 година. И трите крупни капитални проекти што ги навестивме и порано ќе се реализираат во 2020 и 2021 година. Старата чаршија, кој што знаеме дека плочките од тревертин кои што се поставени пред 20 и неколку години треба да се променат. Уличките околу Старата чаршија и улицата Борка Талески, каде што не е во завидна состојба. Мислам дека тие прилика околу 10.000 квадрати треба да се променат. Инфраструктурата и целата инфраструктура од Евана, Кабелнет, Телеком, мислиме дека треба да биде потребно поставени, така да проектот што е направен ќе биде во таа насока, значи сите тие жици, да кажам, да одат потребне за да чаршијата добија нов лик и со нови гранитни плочки, така да околу тие 10.000 квадрати целата таа тој потек од улицата Брајча Ламески кај Бајњата према СИЗот за становање, од тој дел према долу, значи Цветната улица, Бочарската улица и заедно со чаршијата и улицата Борка Талески ќе бидат покочени. За 2020 година предвидени се 30 милиони денари, а 2021 20 милиони денари за реконструкција на овој дел. Вториот крупен капитален проект, кој е објект, ќе биде покрениот базен, за кој што го најавив уште за време на предизборната кампања. За жал, многу од граѓаните, од советниците, од вас присутните не веруваат дека тоа ќе се случи, уште не веруваат можеби. Ќе биде направен во населба Точила, помеѓу Основното училиште Блаже Коневски и Средното училиште Ристер Ричко. Тој покриен базен практично ќе биде два базена каде што како спортско-рекреативен центар ќе биде пред се наменет за учениците од основните училишта, а веројатно како ќе се одвива времето за време на викендите или летниот период ќе може да го користат секако дека и сите граѓани од нашиот град. За 2020 година предвидени се некој вкупно очекувано 120 милиони денари, за 2020 година ќе бидат предвидени 50 милиони денари, а за 2021 70 милиони денари. И третиот капитален проект ќе биде, тоест објект ќе биде детската градина, исто ќе биде поставена до овој покриен базен во населба Точила, значи на истиот тој потек 2-3 од градежниот район во населба Точила, каде што ќе има капацитет од околу 250 деца и ќе биде од најсовремен тип, да ги пратиме стандардите со сите стандарди што ги бара Министерството за труд и социјална политика. Вредноста на оваа градинка ќе биде 110 милиони денари, од кои што за 2020 година се предвидени 45 милиони и 2021 65 милиони денари. Мислам дека овие проекти од околу 5 милиони евра што ќе бидат реализирани во наредните 2 години, ќе ја подобриме состојбата и ќе подобриме живеењето на нашите граѓани
затоа што посебно за децата, за сите граѓани во старата чаршија, и сигурен сум дека и родителите и децата ќе бидат задоволни, и сите ние кои ќе немаме деца што чекаат наред за детска градина.